Добро утро пак. Значи пак почнуваме денеска со вториот дел од она што го почнав минатиот пат во однос на лажните ученици. И кога заврши проповедта, Јована дојде до мене и вика, значи следниот пат ќе зборуваш за вистински ученици. Не планирав. Стварно не планирав. Ама кога рече така, вика, мора да дојдем на тоа. И пак ви кажав, не е лесно да се спрема оваа тема и да се зборува на неа, ама мислам дека по Божја помош ќе ја истераме и ќе видиме што имаме да кажеме. Сеќавате дека минатиот пат зборувавме за лажните ученици. За тоа како се препознава лажен ученик и нема да ги повторувам работите сега. Пак може да ги видите онлайн, мислам дека веќе е ставена на YouTube таа проповед. Ама сакам да прочитаме два текста на почетокот директно, кои сакам да ни бидат водилка за се она што денес ќе го зборувам. Првиот текст е од Лука 10 глава 17 до 20 стих. Се вратија пак 70 темина со радост и велеа: Господи, во Твое име и демони ни се покоруваат. А тој им рече: го видов сатаната како падна од небото како молња. Ете, ви давам власт да газите на змии и скорпии и власт над секоја непријателска сила и ништо нема да ви наштети. Но не радувајте се на тоа што духовите ви се покоруваат, туку радувајте се што вашите имиња се напишани на небесата. И еден текст во главата пред оваа, во Лука 9 глава 18 до 20 стих, кај што вели вака: еднаш кога Исус се молеше насамо, а неговите ученици беа со него, тој ги праша: што вели народот, кој сум јас? Тие одговорија и рекоа: едни дека си Јован Крстител, други Илија, а некои пак дека воскреснал еден од древните пророци. Тој им рече: а вие, што велите, кој сум јас? Петар одговори и рече: Христос Божи. Тоа беше текстот за кој сакам да се задржим. Исто така, ако видите во Евангелие според Матеј, ова Матеј вели: ти си Христос, син на живиот Бог. Всушност, сосема истото на еден малку поинаков начин. Сега, откако учениците веќе знаат или разбрале кој е Христос, сега треба веќе нешто да се случи понатака. Не само разбравме, чувме, свативме, туку сега одиме еден чекор понатаму. Во процесот на евангелизација, првото нешто кое мора да се случи е човекот да разбере кој е Христос. Оти не е другарче, оти не е пријател, оти не е некој кој ти е тука само да ти се најде кога ти е тешко, тука е Бог. Христос, Господ. Или ти си Христос Месијата, ти си оној кој Бог го испрати, преку кој ќе го спаси светот. И мене, вклучително. Ако тој дел не го разбереме, џабе ни е христијанството. Имаме погрешна представа за Христос која: ало, извини, може да добијам, тоа ми треба. И тоа беа лажните ученици, за нив зборувавме, пак ќе речем, нема да се вратам назад. Ама за вистинските ученици, прво, мора да знаеме кој е тој. Затоа, евангелизација, кој ќе речеме евангелизираме или евангелизација, без да објасниме кој е Христос, ние не сме евангелизирани. Ние сме кажале: може да се спасиш, може да добиеш се што ти треба, Господ ќе ти даде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 ствари. Ако Христос не е спасителот за кој зборуваме, ние немаме евангелизација. Нема евангелие, нема радосна вест. Радосната вест се поврзува на лошата вест. Лошата вест е мртов си, радосната вест може да оживееш за цела вечност. Ако не ги врзете двете, нема евангелизација. Имате пријателство, имате муавет, ама евангелизација тешко. Тука. Следниот чекор, кога знаеме веќе кој е Христос, почнуваат проблемите. Лука 9:23 вика: ако некој сака да врви по мене, нека се одрече од себе, нека го земе својот крст и нека врви по мене. Сакам два кратки збора тука само да кажам за овој стих. Овој си бара цела проповед, ама само нешто ќе кажам во овој момент. И не мисли луѓе. Овде вика за зимање на крстот, не за носење на крстот што го имам. Ако јас имам мака и болест, не е крст. Тоа што дошло не е по моја волја. Ако имам мака и проблем кој јас сум го земал на мене, за да го носам заради кој ќе му помогна на човек да дојде до словото, тогаш ќе зимање на крстот. Јас волонтерски не сум се нафатил да имам проблем во животот. Јас волонтерски не сум се нафатил да имам болест во животот или некој од вас следи имаме тешкоти и проблеми. Значи, никој од нас проблемите не ги земам. Јас не си ги земам проблемите, ги носам. Зашто? Со радост ќе ги носам. Не. Ама за мене секој пат е пример кога ќе видам луѓе кои работат со зависници. Кога ќе го видам како душата му излегува во работата со нив, јас викам: тој земал крст и го носи. Оти цел живот се нервира со него. Земете лекар кој се јадосува за своите пациенти, сака најдоброто за нив. Земал крст кој го носи. Тоа не е: јас се разболев, сега крстот ќе си го носам. Тој крст не си го зел доброволно. Овој крст овде се зема доброволно. Христијанството е доброволен крст кој го земаме врз себе си. Не е натурено нешто над нас, но тоа е нешто кое друг пат ќе го зборуваме, може ли.
Да го земеш крстот што Христос ти го дава е да се подчиниш на него, да кажеш јас се подчинувам на него и јас тргнувам по него. Тоа е целта за која он тука зборува. Послушно да одиме во се што Господ од нас ќе бара. Тоа е она во стих 24 кај што вика ако некој сака да го сочува својот живот ќе го загуби. Тоа е идејата на овој текст и на овој тука стих. Ви реков, нема да е лесна проповед. Уште од почеток. Што и да е она што Христос го бара од мене, треба да го дадам со само одрекување. Јас ќе се откажам од мојот комфорт, јас ќе се откажам од нешто за да го направам тоа за некој друг. Тоа може да вклучи, нема да седам да гледам серија што ја сакам, додам да го посетам некој што има мака. Ќе дадам време на некој што го немам, ама ќе го дадам. Ќе отидам на некој да му помогнам да смени штекер дома затоа што не може сам да го направи, а времето ми го троши или нешто друго ми прави. Тоа е зимање на крстот. Зимање на крстот не е јас сум болен и морам да трпам. Зашто? Затоа што не си избрал да го правиш тоа. Идејата е јас ќе ти служам Господи, ќе се одречам од себе си ако треба до самата смрт, зашто оти твоето спасение ми е важно. Тоа е поентата на овие стихови и ќе видиме малку понатака дали го има. Сега, Господ не бара од секој од нас да умре за верата. Фактот што сме живи и што седиме тука, кажува дека не секој ќе умре за својата вера. Ама има мнозина што умира за својата вера. Ако погледнете на некои христијански постои, христијански сајтови, ќе видите колку луѓе, ајде да не кажам дневно, неделно, месечно, умираат. Дали во Пакистан, дали ќе чуете во Нигерија, дали ќе чуете во нека африканска земја или така натаму. Луѓе и денеска умираат за Господ. Од нас Господ не го побарал тоа. Во моментот сме живи, здрави, седиме тука, не го побарал ништо од тоа. Ама факт е дека сме овде. Или како што еден автор рекол, вика, ова е тежок повик за учеништво, бидејќи оди против љубовта кон себе си, личните амбиции, личните желби и собствената волја. Учеништвото е повик да се одречеш од себе си. Тоа е повик како е неопходно да го земеш крстот, па и да умреш. Е вика тука. Има неколку интересни стихови, додека Исус беше на земјата, сакам да ги погледнеме. Тие се во 9 глава, веднаш после овие зборови што Исус ги имаше таму. Во 9 глава 57 и 58, додека тие вика патуваа, значи Исус, учениците, толпа, има раја по него, некој му рече. Некој, не е ни важно кој. Господи, ќе врвам по тебе каде и да одиш. Исус му рече, лисиците имаат легла и небесните птици гнезда, а синот човечки нема глава каде да подслони. Ако смеам да го парафразирам, ова вика, ако тргнеш да ме следиш, не ти обеќавам комфорт во животот. Кога луѓе ќе речат, стани христијани да ти биде убаво, лажат. Исус вика, тргни по мене, не ти обеќавам комфорт. Јас немам комфорт, не ти го ветувам тебе, тргни по мене. Знаете, малку е интересно. Спремен си да кажеш, јас се откажувам од комфорт ако сакам да служам. Кога јас расте, бев средно школа, веќе 16-17 години, имаше двајца млади дечки, кои ми беа пријатели, нивните родители доаѓаа во црква и они доаѓаа во црква. И едно време некаде, веќе доаѓаме на кај матурската, и татко му вика, јас овој мојот ќе го пратам да учи поп. Постариот. Викам, зашто? Абе, вика, ќе го ухлебам и веќе ќе нема проблем. Идејата беше кај црквата, религијата ќе ти даде комфорт. Што работи пастор, 2 пати, 3 пати ќе проповеда, ќе заврши некоја работа, ќе си каже што има да каже и пријатно. Некој така гледа христијанска служба, некој така и си ја водат христијанската служба. Јас имам ситуација да разговарам со луѓе од МВР во една случка и кој ми каже околу 170 и нешто вика луѓе има пријавени како мисионерска дејност во Македонија, христијани. Јас не знам кои се тие 170 кусур луѓе. Знаете што кажува тоа? Кажува дека некој христијанството користи за комфорт. Така испаѓа работата. Малку понатаму на друг пак му рече, врви по мене, а тој одговори, Господи, дозволи ми најнапред да отидам да го погребам татко ми. А Исус му рече, остави ги мртовците да ги погребуваат своите мртовци, ти оди и разгласувај го Божјото царство. Тука. Повторно, татко му не беше мртов, ама поента беше, дозволи ми да умре татко ми, да ги решам стварите, да си го наследам наследство, да си имам парите, да се средам, па ќе тргнам да те служам Боже. Исус вика, така не се служи. Кога те повикувам, дојди. Јас те викам, ти велам, тргни и дојди. Заборави на се позади. Времето е итно. Ние не го разбираме тоа. Ке се сетам првиот ден кога избуна војната во Украина. Кога одеднаш се пушти еден муавет
Јас одев по некоја друга работа во град, ама одеднаш по медиумите, по овие по социјалните медии, некој пушти муавет, од утре нема нафта. Јас знам точно каде бев кај Веро, кај мене во аеродром, го слушнав муаветот и првото беше да отидам на бензинска пумпа што е качи мене на 20 метри и имаше колона од 500 коли. И што мислите, што направи Павле? Ми текна на пумпа која е меѓу мене и Долно Лисиче, која ретко која знае, и првото што не чекав, не се мислев, отидов и му реков наполни ми го резервоарот, тој вика не може само 20 литра давам. Јас бев единствена кола, наполни 20, сврти крукче, па се врати уште 20, сврти уште еднаш 20 и го наполни в резервоарот. Буквално тоа го направив. Зошто? Оти беше итно. Ама на евангелизацијата, за жал, не гледаме така дека е итно. За жал. Тоа е вистината. Луѓе сме. Факт е, не може да биде соше. Ама тоа е она што Господ го бара тука од нас. Значи, не очекувај друг да ти ги даде финансиите. Дојде, јас ке ти ги дадам. Јас сум во мисијска работа. И нас не доаѓаат финансиите од луѓе како вас. Редо. И црквата е финансирана од луѓе како сите овде што седите. Ние немаме други извори на приходот колку ова што ќе одадете вие во доброволниот прилог. Муабетот е, Христос вика, остави на тоа. Јас ке ти ги дам стварите. Ба дали твоите планови како да ги добиеш, шемите како да се дограбиш или да фатиш нешто тука. Продолжува и вика потоа па некој друг му рече Господи ќе одам по тебе, но дозволи ми најнапред да се збогувам со своите домашни. Исус пак му рече никој што ја ставил раката на рало и погледнува назад не е достоен за царството Божје. Со други зборови, чекај да одам да ви кажам, па да се оверам финансии, па да се осигурам дека имам грб 100%, па ќе тргнеме ќе одам. Сузи, јас го искусивме ова пред 30 и кусур години, кога напуштив работа и кога реков одиме во христијанска служба. 34 години подоцна фала му на Господа, Господ не остави. Тешко било. Имавме проблеми, Се чудевме од кај да платиме плата, сме се чудели. Не еднаш многу пати. Како ние сега? Не ние се едно момент. Ама, фала му на Господа дека викаме Боже, прво ти ќе ги најдеш пари. Прво ти си оној што ќе обезбедиш, не оние позади. И тоа е онаа фора тука што дојде да вика, чекај, дај да се видам со луѓето. Не вика, остави и оди си. И затоа е тешко. Да кажеш, јас сум спремен да се надевам на Господа. Не на луѓето, не на пријателите, не на комшиите, не на оние што имаат многу, не на било што. Ќе ви кажам една тајна, најмногу финансии за христијанска работа даваат оние кои имаат најмалку. Во проценти. Бог ја благословува паричката на вдовицата. А не огромниот дар што ќе го даде некој еднаш во животот и каже гледате колку пари даде. Прашате било кој работи во мисија и ќе го каже истото. Има тука таму некој, ама повеќето се ситни. Не се. Ама не сите сакаат да го прават тоа. И затоа во Јован 6:66 вика многу од неговите ученици веќе не одеа по него. Ова е тешко. Да се надевам на тебе, Господе, за комфорот, да се надевам за финансиите, да се надевам за поддршката, многу ми е. И кога ќе го поставите, звучи глупаво. А погледнете се себе си, погледнете се вашиот живот, погледам себе си и да видиме дали е вистина ова што го зборувам. Сега, од друга страна пак, во исто време имаше луѓе што беа спремни да го следат под тие услови. Стварно, баш под истите услови беа спремни. Исус назначи 70 ученици. Некои текстови, некои од старите манускрипти викаат 70, некои 72. Реално, ништо не менува. Ама назначи 70 ученици и им рече, одете и правете го што јас го барам од вас. Насекаде вика, ќе одите таму кај што јас сакам да одам. И многу интересно е дека во 3 и 4 стих повторно им рече оти нема да ви биде лесно. Повторно не им кажа, одете, јас сум тука за вас, само напред. Јас ќе дојдам во тие градови и села после вас, не се секирате, секи ви е супер. Не. Погледнете си ги стиховите, ќе видите дека не им кажа апсолутно ништо такво. Тие беа луѓе кои беа спремни да дојдат кај Господ и да кажат, Боже, ќе ти служиме по твои услови. И овие беа условите кои им ги даде он тука. Требаше да видат претечи во известна смисла, исто како Јован Крстител. Јован Крстител зборуваше за Исус, нели, ќе дојде еден позади мене. Сега, они беа тие што требаше да дојдат по градови, по села, по селца, таму места и населби и да кажат, доаѓа Месијата. Да го направите тоа, треба прво да верувате дека стварно ќе го исполни тоа што го рекол.
Да не кажете нещо, па кажете, ево го лажгото, каже нещо, па не се случува. Второто нещо, што тој го бараше од нив, беше, дојди, кај што ќе те примат, остани. Кај што ќе те избркат, оди си. Мислам дека еднаш го кажав тоа, ама еден од старите црковни отци вели во описот на тоа како да препознаеш лажен пророк, една од точките таму вика, ако некој дојде и влезе во една куќа и после отиде во поубава, тој е лажен пророк. Дојде кај мене некој на гости, и вика, има тука еден што ме вика на гости, подобар е, поарно ќе биде кај него да бидам, ќе отидам, извини Павле, одам кај него, тој е вика лажен пророк. Тој не му служи на Христос. Тоа Поликарп го зборува. Со други зборови, ако цело време гледаш како себе си да си угодиш, ти си лажен пророк. Тоа е, мислам, таму спомнато. Првото е, значи, вика, кај што ќе отидете, таму ќе останете. Кај што ќе видите, немојте да се буните. Прифатете си ја ситуацијата. Вашата должност е да го проповедате Евангелието. Во арно, во лошо, во комфор, во безкомфор, ваше е да кажете што имате. Кај што ќе влезете, останете. 10 и 11 стих повторно вика, ако пак не ве примаат, ако пак вие сведочите и они не сакаат да ве примаат, он вика, јавно протестирајте против тоа. Упс. Знаете што значи да застанеш, вика, излегуваш од селото, насред село, памтам од времето баба ми кој живееше во село, излегуваш насред село, се тресеш целиот буквално и викаш, јас сакам и право да го истресам од ова подло место вакво, што не ќе да слуша за покаяние. Вие уствари ги судите тие што не ве послушале. Давате суд. Тоа е од 11 до 16 стих. Го кажува точно тоа. Ова не е денешен начин на евангелизација. Денешниот начин на евангелизација, ти кажам колку ќе ти биде убаво кога ќе дојдеш кај Господа, да ти нацртаме ученикот Христов, кој ќе го следи Христос, се му е добро, да, ќе имаш тука тамо проблема, не се кире Господе со тебе, се ќе биде супер, се ќе ти биде обезбедено, бесплатни конференции, џабе литература, супер. И ќе бидеш Христов ученик. И таман ќе тргне нешто како што не чини, вика, кај се изгуби овие? 666, не ги биваше, не беа од нас. Ова всушност вели, ако сакаш да бидеш мој ученик, не е лесна работа. Ке те преплашам, ако не се плашиш, дојди по мене. Биди маж, па следи ме. Биди жена, па следи ме. Тоа е оно што тука е спомнато. Интересно е, не знам дали сте ја читали, има една книга Цена на учеништвото се вика, од Дитрих Бонхофер. Знаете кој беше Дитрих Бонхофер? Дитрих Бонхофер беше пастор во нацистичка Германија, кој беше еден од оние ретките што зборуваше против нацизмот. Беше еден од ретките што зборуваше против Хитлер, против тоа што се случуваше во неговата земја. Зборуваше против црквата, која ја зема страната на Хитлер, зборуваше против сите оние кои тргнаа да уништуваат цели народи во име на некој си тамо повисок морал или етика, и он зборуваше против нив. И тоа го плати со смрт. Го обесија. Умре. Ама Дитрих Бонхофер напише, вика, кога Христос ќе го повика човекот, му вели, дојди и умри. Бонхофер буквално го направи тоа што го проповедаше. Затоа е ова порака тешка. Може, ако Христос те повика, вика, дојди и умри, ти треба кажеш да. Точно. Дитрих Бонхофер беше оној кој рече исто така, единствениот човек кој има право да каже дека оправдан по благодат, е оној кој оставил се за да го следи Христос. И он ја искова таа фраза што до ден денеска ја користиме ние, често пати ќе чуете по црквите, ефтина благодат. Благодата што Христос ни ја дава не е ефтина. Него го чинеше животот, а и нас ќе не чини животот ако следиме. Може би Господ нема да го побара тоа. Дај Боже да не го бара, по човечки гледа. Ама вика, нема ефтина благодат. Нема благодат, јас само побара и Господ ќе те спаси, од тебе ништо не бара после тоа. Прави што ти душа сака. Не е така. Благодата не функционира на тој начин. И на крајот го обесија. Дитрих Бонхофер умре за својата вера и за своето убедување. Тоа е многу една интересна, жална, ама и вистинска храбра ситуација. Поентата е не дека сите ќе се жртвуваме. Поентата е дека ние треба да сме војни да ја направиме жртвата. Ако тоа го бара Христос од нас, ако стварно знам дека Христос тоа го бара од нас. Ние не знаеме што се случи со овие 70 луѓе, или 72, не е битно, што Исус ги испрати таму. Ама знаеме дека тоа што им се случи на апостолите сигурно не поминаа полесно. Сите освен еден од апостолите умреа со маченичка смрт.
Сите. Веројатно и овие другите. Ако видите на црковната историја колку маченици имаше, шок ќе ве фати. Ама ако ви кажам дека во 20 век повеќе луѓе умреа за верата отколку во сите 20 векови претходно, ќе ви се верува? А тоа е вистината. Луѓе кои умреа за својата вера. И апостол Павле затоа го сумираше сето тоа во Филипјаните 3:7 и 8, вика, тоа што за мене беше придобивка, заради Христос го сметав за загуба. Та дури и сметам дека се друго е загуба. Ние користиме загуба, некои стихови буквално превод е ѓубре. Ајде, нели малку пово. Спрема возвишеноста на познанието на Христос Исус мојот Господ, поради кого изгубив се и се сметам за отпад, само за да го придобијам Христос. Едукацијата, знаењето, позицијата во општеството, се што имам, вика, се го сметам за отпад заради Христос. И сега се поставя едно многу базично прашање. Кој беше резултатот од сето ова? Нели, мора да има некој резултат. Исус ги повика на маченишто, Исус ги повика на сите ствари. Кој беше резултатот? И од тука ќе продолжам без PowerPoint, затоа што погрешен PowerPoint сум симнал. И нема да ви биде криво. Сношти се вратив од пат, ќе ми извините. Тука. Видете го 17 стих. Се вратија пак 70 мина со радост. Резултатот на посветеноста да се исполни Божјата волја, да се биде вистински Исусов ученик, беше радост. И сакам тука да застанем. Никој не умре во тој момент. Никој не загази и не настрада. Беа спремни, отидоа го исполнија тоа што Господ им го каже, се вратија нас века, беа исполнети со радост. Плюс имаа духовен успех. Нели? Имаше луѓе кои позитивно одговорија, леле вика, проповедавме слово, дури и демоните ни се подчинија. Има успех, одеше напред сето тоа. Од кај дојде сето таа радост? Вика, дури и демоните ни се покоруваат. Ке идеме после за таа радост малку повеќе, ама ова беше нешто ново. Евреите многу добро знае од историја, мислам од Стариот Завет, ако така сакаме да кажеме, дека сатаната не беше еднаков со Бог, беше создаден, беше ангелот светлоносец, падна на земјата, го знаете сето тоа, само го повторува и тргна против Господ заедно со 1/3 од ангелите. Сега она што не го правиме често пати е дека не сваќаме дека и демоните на сатаната се интелигентни битија како ти и јас. Те познаваат, ме познаваат по име и презиме, те познаваат и ме познаваат што правиме, познаваат и знаат кога си дремеме дома и ништо не правиме, и познаваат и знаат кога ние тргнуваме против него и против неговите сили и власт. И тоа значи дека секогаш кога ќе зинеме и отвориме уста да зборуваме за Господа, ние влегуваме во војна. Со интелигентни битија кои ќе тргнат против нас. На луѓето им е многу лесно да веруваат во Star Trek и Star Wars и за сите тие мултиверсии, паралелни универзуми, не знам си што се таму има, тие ствари, кога речете демони, викаат, па дај подалеку од мене. Тоа е, не знам, некаква си, што знам, како да ја кажеме? Нешто што не е окей. Овие се личности кои се стари колку и создавањето. Кои многу добро знаат како да го злоупотребат и како да го малтретираат човекот. Доминираат со светот. Самиот Господ кажа дека тие се под небесните сили и власти. Ние зборувавме за духовната војна, нема да одам таму сега, ама ако е тоа вистина, како што рече он, евангелизацијата има за задача да ги ослободи душите на луѓето од канџите на демоните. Да ги оттргнеме од овој свет, кој е под власта на сатаната, и да ги однесеме кај Христос. Да ги земеме оние што викаме дека се духовно мртви, духовно слепи и да им се даде вид, да им се отворат очите, да го видат Евангелието и вистинската моќ на Словото и на жртвата на Исус Христос. Ова е веќе една надприродна операција, ако смеам така да ја кажам. И на крајот на краиштата читаме во Откровението, оно што Били Греем го вика на едно место, вика, јас сум оптимист. Вика, сум ја читал Библијата до крајот и знам дека таму пишува и Христос победува.
И тоа е вистината денески за нас. Знаеме дека Христос ќе победи. Ова не е едноставно. Ние одиме против сатаната, против неговите сили, против неговите слуги и тоа е војна. И никој не оди во војна со идеја, јас влегувам во војна, ако тргне работава да биде опасно по живот, се враќам дома. Кога јас бев во војска пред многу години, кога дававме заклетва, нели оти ќе браниме државата и така натака, во тоа време Југославија, имаше еден дел таму, ако треба и животот свој да го дадам за државата. И сега замислете си, имате 1500-1800 војници во касарната кај што јас бев, сите зборуваат денеска давам свечна заклетва, се, ечи, каде ако треба да умрам, знаете, се осеќаше една малку стивнување. Оти никој нормален не сака да умре. Никој нормален не сака да загине. Ама патете, затоа Исус беше тој кога дојде тука и покаже дека има власт над сатаната, со тоа што изгонуваше демони, спасуваше бесни луѓе, се сеќавате, бесомачниот таму и многу луѓе, други кои беа како него, оној што беше легион. Евреите знаеа дека Месијата треба да има моќ над демоните. Исус ја покажа таа моќ и тие ја видоа. И беа шокирани. Стварно беа шокирани. Ама, истовремено, сега тој вика, во 9.1, откако ги повика 12 темине, им даде сила и власт над сите демони и да лекуваат болести. И првите 72 што ги пушта да одат, вика им ја даде истата власт што ја имаше тој, да ги вадат луѓето од канџите на сатаната и да ги донесат кај Господ. Точно тоа го направи. И кога се вратија со цела радост, вика, Господи, дури и демоните се покоруваат во Твоето име. Не ја заборавајте оваа фраза. Во Твоето име, во Твојата сила. Има луѓе и денеска што изгонуваат демони. Така велат. Имаше луѓе во Дела апостолски во 19 глава, едни луѓе кои отидат да изгонуваат демони. И тој што беше обседнатиот, рипна на нив, вика, Христос го знам. Павле го знам. Ама кои сте вие, не ве знам. И едва извлекува жива глава. Денеска мнозина си играат со окултот, мнозина си играат со таа темна страна за која вика, ништо нема да ми се случи, не се лажете. Халовин не е детски забавен празник. Отварање е кон нешто што не би смееле да се отвориме од тоа. Во Твоето име. Тука. Ние сме војниците кои влегуваат во царството на сатаната. Ама името во кое се бориме, кое ни ја дава силата и моќта и оклопот и се, е Христос. Не некој друг, не некој трети. И затоа, луѓе кои ќе речат, па знаеш, ние може да влијаеме во светот. Како? Социјална работа, сведоштва, советување, помагање на овај на онај начин. Има разни служби, знаете, мултиетничност, мултикултурност, прифаќање, не знам, сите тие супер работи. И човекот ќе му биде фино, добро. Господ не викнал за таква работа. Да, ние ќе помагаме, да и ќе правиме, ама ако во тоа нема евангелизација, ние џабе. Исус кога ги нарани со 5 лева и 2 риби луѓето, тој не ги нарани да каже, ај се одете си ќе видам цар што ќе ве храни секој ден. Всушност за тоа и сака после да го зацара, да и да го ставиме, пак имаме да јадеме, пиеме без работа. Не тоа беше поентата. Поентата на социјалата не е да го спаси човекот. Поентата на социјалата е да ти отвори устата да каже за Спасителот, например. Поентата на клубови, на собири, на разни ствари кои луѓето ги прават. Одлично е, англиски часови, не е важно што ги правиме. Ако тоа нешто не ги води луѓето до Христос отворено и јавно, нема никој пати да исполни функцијата. Затоа ние имаме места и затоа имаме ние служење па и во Македонија. 15-20 години некаде служил нешто и нема ништо да покаже за служењето. Зашто? Затоа што работи цело време нешто друго, а не евангелизација. Знам ти е тешко слово, ама мора некој и тоа да го каже. Ништо не е важно повеќе отколку да се ослободи нечија душа од власта на сатаната. И ова беше всушност како еден, како да кажам, предвкус на оно што се случи после на Пентекост, на духовне. Кога Светиот Дух слезе и се всели во луѓето, им ја даде силата после да излезат и додат и да прават многу разни работи за Господа. Видете во Ефесијаните 1 глава 19 до 23 стих што вели. Вика вака: и колку е неизмерна величината на неговата сила во нас, кои веруваме преку моќното действување на неговата сила, која што тој го пројави во Христос,
кога го воскресна од мртвите и го постави од својата десна страна на небесата, повисоко од секое началство, власт, сила и господство и од секое име со кое се именуваат не само во овој свет, туку во идниот. И сега видите ова. Вели, и се му покори под неговите нозе и го постави за глава над се во црквата која е негово тело, полнота на оној што исполнува се во се. Поентата е дека Христос, Бог во Христос подчини се. Ние имаме слобода, ние имаме победата во се. Најмногу имаме победата над гревот. Ние не мора да грешиме. И кога има победата над гревот, ние само може да станеме и да кажеме: Господи, јас го победив гревот заради Тебе. Во Твоето име, сега помагај понатаму да одиме. Што ќе се случи понатаму. Ова е една моќна работа која не смееме да ја заборавиме. Господ, вика тука во Ефесијаните, Господ, Бог го постави Христос како победник над се, како влада над се, и таа власт Христос ја даде на тие другите. Во дела 26, што го читавме претходно, ќе се сетите овој стих на почетокот тука, 26-28, вика: зошто додов, што да правам? Да ги однесам од темнината во светлината луѓето. И тоа е твојот повик, тоа е мојот повик. Да ги носиме луѓето од местото каде што се во темнина, да ги однесеме таму каде што е светлината. И тоа треба да биде причината за радоста. Затоа се зарадуваа учениците Христови кога дојде кај него. Вика, и ни се покорува. Супер, ама ќе видиме малку понатаму што се случува. Исус одговара на таа нивна радост. Малку на поинаков начин. Во Лука 10:18 вика: го видел сатаната како падна од небото како молња. И тука има многу дебати за овој стих. Некои викаат Христос ги подсетува на времето дека сатаната падна од небото. Нема логика. Некои викаат Христос се враќа назад на тоа кога сатаната го искушуваше, нели таму, па не успеа да го победи, па го гледаш како што не го победи и овде нема да биде. Не. Некои викаат ова е зборување за крстот Христов, која се случи таму, нели, кога Христос умре, нели пак воскресна, сатаната падна како молња. Не. Во Јован 12:31 вика: сега е судот на овој свет, сега кнезот на овој свет ќе биде исфрлен надвор. Не. Некој вика: тој гледа на сатаната во иднината, кога сатаната ќе биде уништен за вечност. Нели? Има еден куп вакви мислења, ако сакате, ево во Откровението. Дали се до тоа го знаеше Исус? Сигурно го знаеше и го виде. Зошто? Затоа што тој беше од предсоздавањето. Тој е несоздаден. Читате Јован 1 глава. Некои работи беа создадени. Или Битие 1 глава. Ама тој не беше создаден. Тој беше надвор од сето тоа. Ама овде нешто друго. Видов. Ти стави си го твоето име сега, си надвор, го проповедаш Словото, човек го прифаќа Словото, се обраќа, сатаната губи еден свој човек. Бум. Падна. Се испразна. Друг ќе му се случи истата работа. Поверувал, се спасил, се вратил од гревот. Бум. Се испразни сатаната. Го нема веќе. Барем мислам дека е тоа. Затоа што он кога зборува тука, Исус кога вика видов или слушнав, ако сакате, не сум јас добар по грчки. Ама зборот е во едно несвршено време. Поентата е секој пат кога јас ти ќе проповедаме евангелието, сатаната ќе паѓа. Како молња од небото. Секоја душа која ќе се спаси, сатаната ќе паѓа како молња од небото. Тоа е моја и твоја одговорност, привилегија и радост. Драматично. Тоа е идејата, драматичноста што тука оние кажува. Може да има и повеќе, ама толку ќе кажам овде. Јас го видов сето тоа. Вие гледавте дека тебе вас ви се покоруваат демоните, ама јас видов нешто друго. Ние го рушиме царството на сатаната. Го гледаме оној кој е позади сето тоа. Има нешто второ овде, исто така. Радоста доаѓа не само заради силата на сатанското царство, туку заради заштитата што ја имаат од сатаната. Од царството на него. Значи, кога ќе влезеш и го нападнеш царството на сатаната, ти си непријател. Нормално. Кога си непријател, тие ќе тргнат против тебе. Се ќе тргне против тебе. И ќе се обиде да те запре. И оно што Исус им го вика е дека вие отидовте таму, вие проповедавте во моје име, вие зборувавте во моје име, вие изгонувавте демони во моје име. Ама оно што сакам да ви го кажаме дека јас бев со вас. И силата на пеколот нема да ве надвладее. Зошто беше ова важно?
Замислете се дека бевте вие тие 70 души. Сакам да размислувате на начин како првите примачи на ова го сватиле тоа. Замислете ние да сме тука тие 70 луѓе и Христос вика, вие го напаѓате сатаната и неговото царство, а тој е бесен. Првата реакција наша е како да се заштитам. Можда и не треба баш толку многу да се увлечеме во ово, ти не знаеш што ќе биде, нели? Кој го знае што ќе стане на крај? Вика, и не плашете се. Јас сум тој кој ве покрива. По стих 19, зато Исус вика, ете ви давам власт да газите на змии и скорпии и власт над секоја непријателска сила и ништо нема да ви наштети. Поентата е, јас сум тој што ве чува. Вие влегувате во војна, јас сум тој што ве чува. Јас сум тој што ќе одлучи што ќе ви се случи во војната. Ќе бидете ранети, ќе бидете убиени, или супер ќе ви биде, мое да одлучи. Не е ваше. Ама да знаете, јас сум тој тука, што го покрива. Не може. Суверениот Бог ни го да. И ова не е буквални живот. Не знам дека има луѓе што, нели оние во Апалачите таму, snake handlers, што сакаат змии си додаваат отровни, кај гледате колкава вера имам. Тоа не е поентата тука. Поентата не е одете газете, самите провоцирајте змија да ве касне и јас ќе ве спасам. Не, поентата тука е друго. Поентата беше дека ништо, ама баш ништо нема да ви наштети. Ви дадов сила да бидете на да всушност кога ќе погледнете низ писмото често пати, нели сатаната е назначен како змија, често пати ќе видите во Откровението има неколку ликови таму кои изгледаат како шкорпии, ама нема да одиме таму. Во секој случај, може да претпоставиме дека сатаната не е среќен со Божите деца, ама сакам да ви спомнам нешто тука што често го гледаме или го слушаме, а мислам дека треба да се опаметиме. Две ствари кои мислам дека треба да ги имаме како став априори во однос на сатаната. Прво, не го слушајте. Второ, бегајте од него. Две многу важни работи. Не го слушајте, бегајте од него. Единствените кои се во Библијата спомнати како личности кои прават муавет со сатаната јадоа ќотек. Во Дела 19 глава. Кога седна да изгонуваат некого во име Христово, значи си направија еден собир на екзорцисти, ајде ќе ги бркаме демониве од овој човек, изгледа ќотек. Што имаме ние да зборуваме со сатаната? Наше е да зборуваме со Господ. Кога ќе чујам некој дека сотално тебе ти се обраќам, кој му дал некому право да зборува, да се расправа со сатаната? Јас си моќта во името на Исус, не е моќта во името на сатаната да го убедам да си оди, да се договориме. Јас не го разбирам тоа, може би грешам теолошки. Ние нема што да зборуваме со сатаната. Ние зборуваме со Господ. Ние се молиме на Бог, ние бараме од Христос, ние бараме тој да ни ги реши работите. Единствениот кој рече бега од мене сатано беше Христос. Единствениот кој зборуваше со сатаната и си отиде не натепан беше Христос. Јас за други не гледам во Библијата. Повуци потегни таму да си правиме со него и такви него ствари. Нема таква работа. Во 1 Јован 4:4 оној кој е во вас е поголем од оној што е во светот. Па што имам ја да дебатирам? Со тој од другата страна. Во Римјаните 16:20 Бог на мирот наскоро ќе го сотре сатаната под вашите нозе. Тоа го зборува Бог. Вика вие нема што да разговарате со него. Ама ни вика бегајте од сатаната. Не го слушајте, бегајте, тргнете се на страна. Кој ќе го послуша си прави проблеми. Сега некој вика да, нели има некој пати кога Бог дозволува сатаната да не напаѓа. Да. Ама знаете зошто го прави тоа? Да не засили и да не прочисти. И во меѓувреме исто таму кажува дека ни едно зло и ни една вика искушение нема да ве наваса, освен човечкото, а и кога ќе го имате, Бог ќе ви даде да излез од тоа. Бог нема ни даде да трпиме повеќе отколку што можеме. Ние имаме авторитет. Верен е Господ, вика во 2 Солунци 3:3. Верен е Господ кој ве утврди и запази од лукавиот. Спротивставете му се на ѓаволот, вика, и тој ќе избега од вас. Готово. И третото, со кој ќе завршам многу брзо. Тие се радува не само со божествената сила над сатаната, заштитата, туку и вечната она божествена заштита од самото царство. Знаете што е тука интересно? Во 20 стих. Радувајте се, не радувајте се на тоа што духовите ви се покоруваат, туку радувајте се што вашите имиња се запишани на небесата.
Нашата најголема радост не е во тоа што го имаме и во тоа што го немаме. Не е во тоа што ни се случило или не ни се случува. Нашата радост е што нашите имиња се запишани на небесата. Тука. Ставете си го вашето име. Павле, твоето име е запишано на небото. Што и да ти се случува? Успех, неуспех, што и да е, радувај се во фактот дека твоето име е запишано на небото. Тоа е врховната радост. Не е колку луѓе се обратиле, не е колку души дошле во црква, не е колку луѓе гледале на YouTube што се случува нели на пораката и на тие ствари. Вашите имиња се запишани. Сликата, ова што користи Павле, беше дека сите оние честни луѓе, како да ги кажам, сите оние достоинственици по старото време кога Павле го пишува во првиот век, нивните имиња биле запишувани во регистарот на книгата во самиот град. Овие се нашите великодостојници, овие се нашите луѓе. И Павле вика, радувајте се што твоето име, Христос вика уствари, радувајте се што вашето име е запишано горе на небото, на овој начин. Ти си ставен таму со сите што треба да бидете тука. Нема мрдање. Јевреите знае дека има книга на животот. Излез 32, Псалм 69, Исаја 4:3 ако сакате. Не е тука важно. Вашите имиња се запишани бидејќи сте вистинските мои ученици. Има нешто многу повеќе од оно што го гледаме дека го правиме секој ден. Водиме војна во која е веќе победена. Водиме војна во која сме победници заради Христос. Водиме војна во која ќе настрадаме, може би ќе има болки, може да ќе останат лузни, може да ќе останат 300 чуда. Ама победата е извојувана. Лесно ли е да си ученик? Не. И прваче кога ве пратиле не би било лесно. Лесно ли е да си Христов ученик? Не. Ама вреди. Знаете зашто? Затоа што се што правиме како негови ученици, правиме во неговата сила, а не во нашата.